Добро вечер, вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре со своето 642 издание, а барем еднаш до два пати во сезоната си го задавам овој сизифовски потек да издвојам епизода од Дансе Макабре за старото момче, поради кое оваа емисија го носи нејзиниот назив, затоа што тој е невидливиот долг кој јас му го отплаќам додека постои Тотентанс, што значи дека денес на мене имаме 10 епизоди од серијалот Дилан Дог во издание на Весели четвртак, кои го фаќаат процесот непосредно пред падот на метеорот, кој ќе го уништи светот и може да забележиме како постепено од епизода во епизода се оддалечуваат луѓето здраворазумието во самиот серијал. Подготовката за овие епизоди ми одзема десетици часови на препрочитување и анализирање, така што за тие што не ги слушале претходните изданија да ги информирам дека си земам право да елаборирам голем дел од действието во епизодите, за да може да коментирам за решенијата во самиот епилог кој е круцијален во секоја од нив. Па затоа и гледам да бидам значително зад тековните изданија, за да имате време да си ги прочитате, а за тие кои нема да ги читаат, ќе добијат доволно податливи епизоди, како да им прераскажам епизода од серијата која ја сонувале. Па затоа речете му на Гручо да свари чај и опуштете се, доаѓа апокалипсата. А како и секој љубител на Дилан Дог, и самото старо момче е фан на дисторзираната музика, така што и најсоодветен начин да се прослави пред се љубовта кон хеви метал музиката е со нејзин избор како подлога во ова издание. И така започнавме со три композиции кои се наоѓаат на новиот студиски албум Голијат на треш метал гигантите Exodus, односно слушнавме 3111 The Changing Me, во кој што гостува Питер Тактрен од Hypocrisy и Beyond the Event Horizon. А во продолжение ќе слушнеме Атила, кои најпрво соработуваат со Дон Луис за композицијата Bad Dogs, и по неа ќе следуваат Rockstar и America's Rejects, кои се наоѓаат на нивниот нов студиски албум на овој малтене кросовер бенд помеѓу Deathcore до Rapcore, односно Concrete Throne се нарекува нивното ново студиско издание. Дансе Макабре е емисија во која 17 сезони се зборува за уметност во борба против лицемерието, зависта и користолюбието, туку уметниците се вистински херои, а не политичарите криминалци, и секој издание е на мала победа против шундот и апатијата, предрасудите и богот на медиокритетот алгоритамот. Целта на емисијата е да ги доближи квалитетните уметнички дела до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста за подобро да го разбереме светот во кој живееме. Вечерва имаме закажано полноќат над со смртта по 642 пат. Јас сум Златко Ѓерески, а вие останете со трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. За оваа епизода на Дансе Макабре, со прегледот од редовните броеви на Дилан Дог, доаѓаме непосредно до крајот на врзаниот циклус Метеора, односно на најдолгиот циклус што некогаш постоел во Дилан Дог, на меѓусебно поврзани регуларни епизоди, односно епизоди кои Бонели во Италија ги издаваше од крајот на февруари 2019 година до ноември 2019 година, односно непосредно пред COVID пандемијата, кои во Србија беа објавени од декември 2021 до септември 2022, откако веќе се навикнавме да живееме со последиците од пандемијата, така што една чудна антиципација е падот на метеорот, кога ќе се земе во предвид во историографски рамки, да наречам има своевидна пророчка димензија. Јас дори во 2026 ги анализирам. Забајано можеби, но не е сепак заборавено. Првата епизода за денес е Сумрак Богова, издадена е на 23.12.2021. Текстот е на Паула Барбато, неа ја знаеме како авторката на Некрополис, на Ксаварас двобројот, на Ѓаволов додир, односно тоа е името на авторката која што најчесто ќе слушаме во текот на емисијата, па навикнете се на неа со оглед на тоа што таа има најголем број на епизоди во овој серијал напишано. Цртежот е на Џампиеро Казертано, односно тоа е и таткото на Тотентанс, односно првиот кој има
нацртано ја има нацртано смртта, односно самиот Грим Рипер, потоа исто така тој е човекот кој што црта прекрасниот Џони Евото срце и анархијата во Обединетото кралство е негова. Во Италија е 390 број поред ова издание. Се реферира во самиот пролог на изданието филмот Don't Look Up како несериозно предупредување за доаѓањето на метеоритот, визави епизодата во која владее паника на земјата. Се поставува прашањето до кој степен си подготвен да одиш за да останеш доследен на идеалот кој што се водиш во него во животот. Изолацијата на некрополис се впрегнува со предстојната инклузија во самата епизода, која започнува со паника на народот и повикување на ново камено доба по падот на кометата, на што се појавува тајфан убици на ноќни мори. Следиме дебата за научничката Примроуз против Дилан Дог на медиумите, кој е искористувач и шарлатан за неа. За него таа сака да лови вештерки на телевизија, а за волја на иронијата е ангажиран од нејзиниот асистент кога таа ќе исчезне. Во потрага на среда пустелија налетува на хипичките, ајде да ги наречам, Limited Society, како што се нарекува заедница која сака да изгради колективна свест, наводни еколози, кај нив е научничката која им држала предавање против празноверието и однесен Дилан Дог во тој магичен град кој што се издржува од избирање на енергија преку најразновидни панели. Во нивната утопија нема пари, секој нуди свое знаење за колективот, значи нема загадување во нивната хармонија, само што Дилан Дог да можеше да го најде излезот од лавиринтот без да стане нечие заморче. Сведочи на две стапици како од пила, во едно веќе на трон распнатиот лик затоа што гладен јадел храна, а во друг мотивира отруена палеонтологиња да скрши череп, кој е свет за неа за да се спаси, и двајцата потонуваат во под кај останати жртви. Иако Дилан Дог е представен како народен херој, завршува меѓу научници од кои се чека да деволуираат затоа што го носат погрешниот избор против трансцендентирање се и сеопшта хармонија, па Дилан Дог е ставен на тест со научничка дали ќе јаде отруена храна или ќе гладува до смрт, односно изнудувајќи ги набљудувачите, Дилан Дог применува едно дивјачко насилство според нив и теоријата дека научниците се причина за доаѓањето на метеорот и нивната деволуција не го спречила пред се падот, што е очигледна, ама култистите цврсто се држат до поматениот разум, па побуната ќе резултира со елиминирање на лидерот и се спасат заробените. Дилан Дог секако дека ќе ќари научничката и сите среќно ќе си живеат додека не падне метеоритот, се разбира. Во поглед на цртежот, авторот на првиот Грим Рипер со неговата полна линија и изголемена карикатурална дејност е денес. Имаме табло со убици, нештедина, смачкување на глави, имаме безизлезов простор кој што е го долови со белилото, се игра со шумот на екран во нијансирањето, како и со црнилата после просторните белила. По елаборираната експозиција следува една акција и читањето си добива своја динамика. Има доста добра обработка на спротиставените погледи на светот, тој hive mind наспроти светот на држење до идеалите. Се манипулира јавноста со објавување на видеа од убиствата на мајмун од страна на зоолог, значи се уништуваат работи кои што најмногу им значат на луѓето кои извршуваат својата професија, односно најдраги нешта што им се, што никогаш не кренале рака на нив, и тоа искушување е всушност методот за изведување на овој експеримент, односно присилување нивно за да се побунат против сопствените идеали на кои што се базираат. Факт е дека со елаборациите и судирите на светогледите се успорува действието, акцијата станува само проформа, без драстични пресвети од како ќе се согледа каде загладил Дилан Дог. Филозофската инстанца на култистите е спојна чинители од хуманизам, хипизам, хегемонија, така што соочувањето со парадоксите и тестирањето на доследноста до идеалите, заклетвите, убедувањата
ќе остане со вас, предпоставувам, и по читањето. Секако дека Барбато и тука Гручево користи за 2-3 млитави шеги и го измачува Дилан Дог, а ниту прва, ниту последна епизода која ќе се базира на справи за измачување од универзумот на Пила во некаков се свет на Кјуб и сите филмови со човечки експерименти. Рекиони во Гаврановата пресуда веќе го експлоатираше концептот на Пила и секогаш е добре дојден според мене, затоа што ги отвара нужните прашања кои не би сакале да си ги поставиме на себе си. А спојот на хипи култистите со торчер хоротропите ја прави уникатна оваа епизода, а кога ќе се навратам на воведното дивјаштво, имам скепса дали долови нешто повеќе отколку цивилизацијски судир на различни толпи на денешен поделен народ, например. Врзана е со циклусот метеора затоа што ги доловува немирите кои ги предизвикува доаѓањето на метеорот. Насловната во која доминира мувлестото зеленило, искрен да бидам, ми изгледаше како некаква футуристичка машина за патување низ времето, ама кога видов дека е справа за измачување, таа си добива еден друг контекст, така што секоја чест што ме збуни оваа успешна насловна. Така што текстот од мене има 8, цртежот 8 и хорор елементите се со 7, значи нешто над 8 е оваа епизода, еден солиден почеток имаме за денес со ова остварување. Втората епизода за денес е 182-та, односно Крв земје, која е објавена на 21.2022 година. Пауло Барбато се разбира дека е сценаристката, а цртежот е на Вертер де Ледера, односно него го знаеме како заеднички автор со Амбросини на Хронодрама и работи на Гласови води, односно на графичката новела на Склави. 391 е изданието во Италија. Il sangue della terra е насловот на оригиналот. Во ова издание во прологот се посочува бракот со вештерка како еден се присутен поджанр на вештерки пред се во серијалот на Дилан Дог уште од третиот број, со акцент на последниот човек на земјата и апокалиптичните визури кои се допираат до неа. Во поглед на оваа епизода имаме вовед со парапсихолози вовлечени во мочуриште кои ги повикува жена во црно, односно, ајде, тука е аналогијата со Woman in Black. Дилан Дог и Гручо во залог ставаат предмети од значење за нив, заради тоа што сепак некако мора да се преживее и во тие сурови услови кога нема случај, се мора да се даде имотот во залог, односно тоа што се поседува за да се прехранат пред се. Ама слаба е цената за кларинетот и предметите кои што живот им значат, што е мало спрдашење со нормативите кои важат за самиот серијал. И со предметите пред се кои се неразделни од Дилан Дог, ама затоа не провоцира нас читателите, ако нека иритира, со оглед на тоа што нема случај, ќе паѓа метеорот, луѓето се спремаат во скривници, збираат секако можен тип на храна и затоа и се празнат маркетите. Има повик Дилан добива од Олег од Сателит. За негов случај, за жена му вештерка, која била запечатена во неговата куќа, ама биле скршени печатите и таа можела да шета слободно. Во преложката за неја се говори за замена за љубов со дрвосечач и договор за неубивање на децата на Олег за да биде покрај неја. Значи, вештерка која е приказ како битие кое се храни со луѓе. Дилан Дог се опремува со крв со која е склучен пактот со вештерката и нешто налик пламено фрлач, оди на имотот и таму е бркано чудовиште, се качува во висина каде, нели, знаете дека веќе тој се плаши од секако вид на оддалечување од земјата, каде него допираат него, и Олег го отпушта и заменува со друг кој е пратен да ја елиминира. Се брани Дилан Дог со кругот од крв од анималистичката, да ја наречем вештерка, начинот на кој што е прикажана, и му соопштува за Олег во флешбекот е на тајна дека жртвувал неговиот собствен брат за да избега од сиромаштијата, како и стане маш на вештерката и ја затворил. Дилан Дог нема да биде нејзин убиец, одбива да ја игра играта на Олег, нивните синови се всушност монструмите, вештерката ја пие крвта како чин на очајание и му вика на Дилан Дог да не се меша во самиот случај. Барбато го врати блок за кратко и со Дженкинс се зверат во празново небо. Дилан Дог по смртта на вештерката е
натажен кај блок, а што вештерката ништо не ја држи на земјата, може како облакот прашина да си отпатува кај сателитот, каде што олеке со некоја си полугола девојка со мајца на која што пишува Witch, кој ги посетува жена му и има трагикомично нешто во застрашувачката визија која мене ми работи во самиот епилог на изданието. Погледнат цртежот, ја имаме нели жената од црно, Woman in Black со црн фонт и минимални бели позадини, постепено се додаваат црни елементи, имаме предложка со минимални контури на лицата, како азиски духови, па дури Дилан Доке речеси изгледа како да е избегано некако CG хорор. Станува атмосферичен со магловито димензионирање и продирање на суштествата низ густата. Магловито се изразува врз трите вертикали, кои што ги знаеме во контекст на поставување на квадратите на самата страница и хоризонталните квадрати. Сето тоа е супер, само знам дека се брка атмосферично со минимализам. Не сум убеден дека долови меланхолија магловитоста со оглед на тоа што се одраз на емоциите на разјарената вештерка. Специфичен е со архаичен пристап. Авторот минимален, имаме брка косина, акцентира магловитост. Не е можеби примамлив толку многу за око, ама не знам дали е па на право место искористен за потребите на оваа епизода. Кога ги дознаваме играчите и почнат атмосферичните кадри, се забрзува бегството во имотот. Дилан Доке речеси бескорисен во спорот помеѓу сопружниците и убаво му се посочува да се држи настрана. Човечката алчност супер што е заскриен предмет за надприродното, кое со заштитата не дека е загрозувачко, така што не дека има многу опасни хорор елементи во епизодата која ме држеше рамнодушен. Дали има длабоко поврзано со метеора, се разбира дека нема, дури воопшто. Супер што ќе бега богаташ од земја во метеор кој што ќе удри на сателитот тој да се крие, ама нема да може да избега од проблемите кои се во неговиот дом. Се пукаше празно и во сценариото и во цртежот од дворот, се ми е некако несклопено и избрзано и не знам, далеку дека ова е добра епизода од на рамнишна текст и на цртеж. Погледа на словната со акцијата, во акција е ставен Дилан Док со пламено фрлачот и зад него се надвиснува вештерката, алудирајќи дека ќе има пресметка со чудовиште, како надприродното ќе гори со пламено фрлач, не знам, ама ајде, небитно да речеме дека е тоа. Да речеме дека се решава пламено фрлачот, ама вештерката па е застрашувачка на словната. Поскапе стрипот, поскапе и хартијата, поскапе и кај нас, така што текстот е 7, цртежот е 7 и хорор елементи да речеме дека е 6, значи нешто помалку од 7 е збирната оценка на ова издание. И третиот број за кој ќе ви говорам денес е 183-тиот и Весели четвртак, односно Заметак, издаден 17.2.2022. Автори на текстот се Паула Барбато заедно со Роберто Рекиони. Односно тука имаме авторката на Некрополис и авторот на Матер Морби, односно тековниот шеф на Дилан Дог во периодот кога се издавани епизодите. Цртежот е на Паоло Мартинело, односно него го знаеме како цртачот на Голгота, Човек твоих снова и Збогум Гручу, се неколку од епизодите кои ги имам читано од него. 392 број во Италија е од редовниот серијал Il Primordio е називот на во оригинал. Од Трипофобија не сме добиле Лавкрафтовска епизода, така што старите богови нема да може да го избегнат метеорот и треба да се заминат од земјата, односно првите за да преживеат метеор. Имаме одличен цртач, како е најавен во самиот пролог, имаме Хауард Филипс Лавкрафт, сите позиции се исполнети за една одлична епизода или можеби па не. Во поглед на ова издание, австралијански праврачари се појавуваат со талисман во самиот пролог, односно Дилан Дог и Гручо ќе готвеле за да ја импресионираат девојката Одри, ама разграбани се артиклите во маркет со снемани за лек. Најден Дилан Дог магично му се појави на прагот монолит, односно еден талисман, кој ако го заврте се поместува цел свет околу него. Односно му се појави врачар кој му кажа да се смири однатре, за да го врати балансот на светот наоколу. Историјата за артефактот е пренесена дека настанала борба на дојденци со домородци
еден од 6 за одржување на рамнотежата во светот и Дилан Дог треба да им се помогне пред се на старите богови, затоа што хаосот е нужен за да дојде до ѕвездата која танцува, односно дојде и на посета еден таксист со искривена статуа на слободата и тој е чувар на заметак, односно еден од 6 кои што треба да бидат ставени во хармонија за да се воспостави тој баланс, се изговара фамозната сентенца за смртта која не е мртва, додека го гледаме превиткан Биг Бен, значи се модифицира севкупната надворечност на еден, можеби карикатурален начин. Повикана и руската баба да го исправи, него дојде и корејски фотограф, обичните луѓе не ја гледаат изместената реалност, само чуварите на артефактите ја забележуваат, односно монолитот кај Дилан Дог бил на предупредувачот, односно професорот Ошима, кој не успеал да го спаси светот кога пробал, па му го праќа талисманот на ангел чувар да проба Дилан Дог да го спаси светот, повлекуваат уште двајца, ама сепак не работи спирот на талисманите, што ако Дилан Дог не е избраникот, а всушност како Тесерак се наметнува дека е самата куќа, односно хиперкоцка, иако Дилан Дог не сака да им учини услуга на старите богови, сепак ги задоволува, се заминуваат од земјата, Ошима го зема талисманот, оди кај гост кој има понуда од кралицата да си замине, ама сака да биде нејзин крал, односно да владее со светот и да го спаси, како прекрасното ѕверобитие на крајот кога се сплотуваат еден со друг, така што и тука се посочува дека кралицата е составен дел од некакво си мутирано суштество од едно ѕверско прабитие. Детален и вибрантен е цртежот, имаме силен контраст во секој кадар, имаме прекрасни големи квадрати со змејулести корења со нозе и инсекти кои со саати може да се гледаат затоа што пленат со таа необичност, има пипала насекаде. Најдобриот што го имам пред мене до сега во емисијата со цртањето на деталниот свет со наопачки и попреку со надреални призори, едноставно грандиозни имаме вонземски битија и многу пипала, уште еднаш да посечам. Многу брзо се чита, ама затоа сладокусците на цртежот ќе се навраќаме да гледаме пипалата и животните помеѓу. Се појавуваат и ктулести битија, ајде така ќе ги наречам, на небо, аморфни со пипала. Гручо растура со шегите и не сака спойлери, не ни проверува временска прогноза, сака да биде изненаден. Врзана е оваа епизода и тоа како со метеора, што инволвира ослободување на старите богови. Избрзани беа последните два артефакти и не знам колку добро беше доловено дека куќата е решението за магично да се заминат старите богови кои со аеони биле на земјата, ама освен тоа ништо не умре во овој Inception за жал, така што има сценариото доста избрзани чинители, недоволно промислени за засилениот епски замав кој сака пред себе да го поседува. Насловната имаме портокалови нијанси и вртлок на превртен свет околу Дилан Дог, одлично минималистичко решение на косина и спирала, апокалиптичен призор со одвеан весник кој алудира конечно и на метеора. Текстот е 8, цртежот е дефинитивно 10 и 7 се хорор елементите, значи 8 плюс би рекол дека е оваа одлична епизода, една од најдобрите во серијалот. А додека сме кај најдобрите, да го напоменеме и навраќањето на пост-метал гигантите, односно Neurosis и нивниот сладжерски An Undying Love for a Burning World, нов албум кој негде никаде се појави како и самиот Метеор, од кој ќе слушнеме во ведната We Are Torn Wide Open и Undead албум. Четвртата епизода за денес е Смак света, односно 184-та на Весели четвртак, објавена на 17.3.2022 година. Авторката на епизодата е Барбара Баралди, односно таа е авторката на Погрешна рука, преживела Изгубичеш главу, една прокламирана готичарка која што е брани честа на музиката во жанрот. Цртежот е на Брудом Бриндизи, односно препознатлив е по серијалот Ксабарас, потоа колоритната Lifting Пакао, никад више Инспектор Блок, значи култни епизоди има Бриндизи зад себе. 393 е во Италија, Каска Ел Мондо е називот во Бонели.
да ги бирав немаше да изберам половар пар на соработници и со самите нивни имиња очекувањата се до небо, ако не испорачаат, нека им е срам. Дилан Док е човеколюбец, ама и не му тешко му е да помага кога се соочува со индивидуалното и колективното лудило во редица на епизоди која допира до татковската љубов кон децата, односно Дилан Док ќе го стави во таа функција налик Џониевото срце и Голгота. Ајде, тоа се големи ветувања во самиот пролог кои што се посочуваат на епизодата, а воведот е со метеорот кој се само прогласува за гласник на апокалипсата, змејот што ќе го проголта светот. Земјотрес го тресе домот на Дилан Док, ама тоа да ми ти било само сон. На врата доаѓа девојчето Луси, кое од земјотресот изгубило домот во квартот на Лондон. Мисли дека змеј видела кога била во домот и виновен е тој всушност за земјотресот, едно негово олицетворение, доречкуваат тие и на вистина. Само незиниот дел, незиниот кварт од градот е срушен и таа смета дека незината мајка се наоѓа под рушевините. Луѓето го игнорираат кампот кој што се поставува за жртвите, или секој си го брка својот живот, си имаат свој несрушен дом за да се грижат за него. Доаѓа Гручо, откако ќе го забележи Дилан Док во позадината на вестите и има влез во домот кој што се досрушува. Има едно пророштво за Дилан Док од главонеми ликови кои говорат дека злите се хранат од туѓите солзи за да направат меч. Насреде рушевините Дилан Док наоѓа време да легне со волонтерка од кампот во куќарка во паркот. Додека маскирани со маски на шакали крадат од руините и се спремаат за силување додека Дилан не се пресмета со нив. Значи, тестира клаустрофобија во оваа епизода неколку пати, односно и во куќата и во канализацијата во кој што влегува. Ја најде Луси низината мајка и се на несвести пред појавувањето на змејот. Во болница се буди, каде во кома била Луси уште пред 24 часа, што значи дека гледал илузија, односно мајката умрела во инфаркт. Сега Луси предизвикува нов земјотрес затоа што се плаши од мракот. Во епилогот е натажен Дилан Док кој што оди на погребот на Луси и се јади зашто не дошол порано за да ја спаси, ама се надева дека на друго место таа ќе го јава овој уништувачки змеј. Бриндизи е деталист, резервен играч кој што влегува на терен и тимот секогаш победува со него. Земјотресот го изместува светот, нијансира позадини за да има градација во сивилото и дури има сенки врз лицето на Дилан Док кој што и црта. Срушен град им нацрта детално, користи темнина во руините и во домот со потребата за левелирање и визуелна референца има дури и со графитот на Бенкси. Негата на Дилан Док кон детето е ставена во прашање и имаме одво празно во потрагата по мајката во средиштето. Се разбира дека Баралди е авторка која што цитира и поезија на Тиси Елиот, цитира и односно прозни дела, цитира и музички остварувања. Така што девојката која што ја ќарува колку да има квота во епизодата Дилан Док, без уведување и натегање, односно секој маж да му подзавиди на таа негова способност, односно комплетна е погрешна одлуката и да се пишува ракописно дневникот според мене, затоа што е нечитлив ракописниот фонт и дешифрирањето иритира при читањето, посебно пред крајот каде се сумирани боловите, уфрлените насилници и сексот само за да има секс, не знам колку се делотворни или само алатки ради реда. Секогаш постои опасност од патетичноста кога е во прашање, односно губитокот на блиските, тоа најчесто се иницира за овие сегменти, а не може на иста вага да ги ставиме, например, Џони и Луси и нивните третмани кои што ги имаат од околината, така што колку и да се мисли Луси дека е возрастна, не е порасната да се мери со него, а ако е патетика во прашање, тоа што Гручо гледа шпански сапуници, мислам дека е доволно патетично само по себе. Супер што истражени се грижливите родителски ноти кај Дилан Док и тоа ја краси пред се епизодата покрај нијансирањето од цртежот, но не е доволно само да има змеј како олицетворение на земјотресот. Насловната Каванагу уште еднаш нуди едно моќно решение за крајот на светот, овој пат во пламнати бордо нијанси, додека е Дилан Док погребен како фетус во земјата. Една апокалиптична алузија, каква што
треба за Метеора, едно култно издание е самата насловна страница. Нешто под 8 ми е текстот, цртежот е 8 и 7 се хорор елементите, односно самата епизода е нешто под 8. Петта, односно 185-та на Весели четврток е вечна годишна доба, издадена на 14.4.2022 година. Паула Барбато веќе ја напомена во епизодата и ќе ја напоменам уште многу пати во текот на ова издание на Дансе Макабре. Многу епизоди од Метеора е подписничка на нив. Кој автори да се земе со тој товар на својот грб, секако дека ќе се потроши од идеи, меѓутоа е добро што секојаш соработува со различен цртаж. Така што за вечна годишна доба е ангажиран Марко Николи, него го имам читано во Добродошли у Викетфорд, На дну и Нека влада хаос. Така што бројот на оригиналот е 394, Етерне стагиони е називот во Бонели. Се напоменува епизодата во која Гручо му помага на Гост, кој па знаеме дека сака да го спаси светот за да владее со него. Се напоменува и филмот Леди Хок од 1985 година и љубовната клетва за преобразените љубовници, значи имаме забранета љубов во оваа епизода, односно престои епизода во која блиската личност гледаме како ја обзема лудилото и станува пред се непрепознатлива пред нашите очи. На почетокот на самата епизода ги гледаме Гручо кој што се сретнува со Гост, кој информиране за претходните епизоди и го пратил Гручо во сафара по бурми за Дилан Дог и избраничката за време на апокалипсата, односно веќе му подготвува Гост во своите планови свадба која што треба да се случи за време на падот на метеорот на старото момче кое што очигледно никогаш немаше да се жени. Дилан Дог излегува од дома и е пролет, фати есен, додека е надвор, и зима, додека говори во себе како луѓето се насилни едни кон друг на пазарите, годишно доба се менува на секој саат, климатски колапс кој е инициран од метеорот и насреде зима настанува полициски час, со тоа што наоѓа жена пред неговата врата која ја бара низината ќерка и самиот залутува насреде зима. Се буди дома, потоа излегува пак и во градот налетува на халуцинации на убици кои го фрлаат во шахта. Таму го најдоа и Гручо и Блок. Дилан Дог спасува бездомник од напаѓачи под нож, откако беше со Блок, кој што магично исчезнува во епизодата, а Дилан Дог го затворија насреде зима луѓе кои се надвор во зима, живеат надвор во зимата, кои иако постои полицискиот час, предводени од исчезнатата ќерка Анабет, на жената која што ја наоѓа Дилан пред својата куќа, која сака да ја бакне Дилан Дог, се разбира во негов стил, и тоа го прави пред таа да го оттурне, ги разделат и таа пресече со врат човек, што значи дека таа станува агресивна по одредено време. По подолго време го гледаме и детективот Карпентер во овие епизоди, односно зимата водела до лудило, раскажува ранија. Дилан Дог затоа и носел во дадена ситуација гас маска во една на вратите. Убиствата се случувале во пеколното лето, самоубиства во есен, а на зима лудаците им се враќал разумот, а останатите луѓе полудувале кога ќе се изложат на зимата. Така што Анабет е институционализирана и кога доаѓа зимата и се враќа разумот, здраво разумието пред се, но тогаш полудува па мајка ѝ. За кога да дојдат пролет, лудилото ги напаѓа пациентите, и затоа Анабет има убиствени нагони, а полицијата па пука на полудените без да прашува, и убаво е доловен преминот од есен во зима, кога манијакалната Анабет го напаѓа Дилан Дог, а потоа во прегратки му завршува, ама забранетата љубов е тоа, и таа знае дека мора да се оддалечи од него, па затоа завршува во клиника во Кадар, во кој што дозволува љубов да ја реши низината мајка. Додека Дилан Дог се размисли дека сите можеби сме луди ако времињата се менуваат уште понагло. Погледна цртежот за Николи важи етикетата на прецртувач кој си го бара стилот, од кого ме иритираат празните позадини во минатото, ме иритираат и тука на грижете се, користи лавелиран туш во екстериери за време на нарацијата, може да докаже во секоја годишна доба на дождови, на ветрови, на снегови, има една мрачна пресметка со полудени во интериерот и една снежна надвор, во која има многу малку труд вложено за да создаде закана за паметење, и тоа е мојот најголем проблем кој што го имам со Николи. Мрзеливоста да искористи можноста да остане за паметен. Иако ова е можеби најдоброто нешто што е способен да го нацрта за жал.
Умерено е темпото за читање, се заглавува кога се читаат мислите од солилоквиот, но питка е епизодата во која има две впечатливи идеи. Пред се, едната е македонската, во која и британците ќе почувствуваат што значи сите годишни времиња во едно деноноќие да ги доживеат како што тоа се случува во нашата клима, и идејата за полудувањето на здравите и лечењето на лудите за време на зима, односно транзицијата која што настанува помеѓу есен, зима и пролет. Останатото е само талкање на Дилан Дог во немирите кои ги прават параноичните луѓе и се потпира на меланхоличните согледби на Дилан Дог за немањето спас. Па може би е најдобро искористен метеорот во една епизода за промените кои што пред се ги предизвикува помеѓу луѓето, ама и тука, како и во претходните епизоди, Дилан Дог и девојката се заљубуваат на прв поглед како да се знаат цел живот, и така е во секоја епизода од циклусот, за жал. Погледна наслоната убаво доловена е љубовта и омразата во снежната наслона, каде во преградка со крвава девојка таа држи скршено шише од зад грб на Дилан Дог, едно одлично се одвестува на копната љубов помеѓу нив, налик богомилкиниот злочин од златната серија на епизодите. Така што текстот за мене е 9, цртежот е 7, хорор елементите се 8, така што една силна осмица е оваа епизода. 186-та О времену и другим илузијама, објавен на 12.5.2022 година. Комплетен автор на оваа епизода е Карло Амброзини, односно него го знам како сценарист на Иза завјесе и Сузи из камена, кој што го имам читано, а попознат ми е, односно мислам дека е поквалитетен како цртач, односно тој ги има нацртано култните Пакао, Тескоба, Канал 666 и слике. 395 е во Италија, Del Tempo e di altre illusioni е називот во Бонели, а во прологот се напоменува шлагвортот од цитатот од серијата Dark на Netflix, каде што се поистоветува Бог дека е всушност суровото време, и се најавува на тој начин самата епизода, во која ако од земјата бегаат старите богови, што би правила смртта во сето тоа умирање кое предстои. Се навраќаме на дестото во епизодата и во фамозната љубови на Дилан Дог, за кој што мора да признаеме, уште еднаш посочувам дека се најслабите елементи во циклусот Метеора. Во поглед на оваа епизода се разглобува настанувањето на светот и хаосот, сосредоточен како едно целокупно темпорално обложување, мерено од швајцарци, кој отчукува за смртта. Реставриран филм гледаат Дилан Дог и Гручо во кино, одат во кино баш дека паѓа метеорот, има една убава игра на зборови, каде што се препираат еден и друг, дека немаат попаметна работа од една страна да гледаат филм кога надвор се уништува светот, и Дилан Дог токму тоа и кажува, баш дека се уништува светот, ние треба да гледаме филм. Филм за жртвуваното дете на кралицата, која скока додека дознава дека и е одземено за огнен ритуал посветен на Хефест, ама нема крај немиот филм, со тоа што Дилан Дог сретнува баба и дете во книжарница кој што имале, односно бабата го поседувала оригиналното сценарио и го поканува Дилан ако сака да прочита крајот како што бил замислен од страна на режисерот да го реализира. Во поглед на кулминацијата, Дилан Дог наоѓа во галерија Мелиса, девојка која бил со неа кога имал 16 години, значи тука имаме флешбек со девојката во селото Самерсет, каде што татко и работи на еден камен кој молчи за тајните на универзумот, како што ќе посочи. Во овој пар оди во пештера, каде што го забележува истото дете кое се провлекува на различни сцени во времето и просторот. Во денешницата говорат дека тогаш бил Дилан Дог заљубен во Марина, а Дилан го брка детето, истото тоа дете, низ градот, па налетува на Карпентер и Ранија, кој што го најдоа и однесува на сахрана на Блок. А всушност Блок го чека на кафе и е сосема жив, кој му кажува дека е умрена Мелиса и нејзиниот татко, и повторно Дилан го гледа тоа дете, па налетува на зомби во една кола, на Гручо како ангел,
што и да се овие халуцинации, и оди во вонвремените книги, односно книжарницата каде што се наоѓаат господјата и детето, со тоа што Дилан го чита сценариото кое му го даваат за крајот на филмот, каде постои вечна сегашност, каде тешко се битисува во ништа билото во вечноста, надвор од илузијата на времето, содействуваат и боговите и детето по ерупцијата. Крајот е понејасен и од самиот филм за Дилан Док, разработувајќи ја теоријата дека ништо не тече и се појавува, детето постои надвор од времето и вечно ќе биде 5-годишното немо и аутистично, бабата открива своето вистинско лице, кога ќе земе коса во раката и свати дека ќе има прекумерна работа кога ќе падне метеоритот, ама сака да го ангажира Дилан Док, односно смртта си призна дека се полакомила со војните, така и го имаме приказот за Дилан Петерсон, односно војникот кој гледал дете, истото тоа дете кое што се повторува на секаде и оди низ нагазни мини, односно тоа е илустрација на тоа што смртта го кани Дилан Док на томбола, алегорија за играта на смртта и времето, кога смртта го загубила соперникот, односно оваа епизода за изместените мултиверзуми. Смртта бара подредување на тоа што следи и тоа што предходи, а Дилан нема да игра и си оди кај Гручо пред галеријата на изложбата на каменот и сеќавањето за девојката, односно сеќавање за време и простор, одлично решено во последниот кадар, односно момент кој ќе го запре времето за него. Амброзини како цртач важи дека е погоден за насилни и недетални сцени, подобар цртач колку писател според мене. Космогонија имаме со контрастно лавелиран туш за филмот во стрипот Стромболи, знае да направи атмосфера и да нафрли ликови во кадар на кои не би им било местото таму и создаде очуденост, затоа е подобар цртач отколку писател, ама ми фалат неговите крвишта, морам да признам за тоа. Уште една епизода која нема врска со метеора, иако брзо се читаат првите 2/3, се згуснува действието во епилогот и тука се кршат границите и поимањето на времето и отвораат дилеми за неговото непостојање и постојање надвор од него, иницирано од смртта. Фамозни се средбата на Дилан Док со смртта и тоа е филозофски трактат за заобиколување на времето и постојање во него на различно место, затоа и тоа не е Лондон кој што го знае Дилан Док, ама премногу простор е остапен за немиот филм и освен што предложката не гледам некоја длабока нитка за поврзување со действието во него, така што се враќав неколку пати да препрочитам толкувањето на времето од различна призма и како со кршењето на неговите конвенции се создава вакуум за паралелно постојање во него. Убаво е за да се теоретизира, ама тука Амброзини освен што се игра со тие конвенции и со носталгијата од младоста на Дилан Док, прави една заумна атмосфера, тоа можем да го признам. Има заборавено, меѓутоа, дека кога се заобиколува логиката, мора да се компензира некако, а тоа не го прави баш тука. Погледа на слоната, Дилан Док го гледаме на скалилата пред Хефест, значи ќе има митолошко навраќање на божеството, постојано повикување на архаичност и епштина сугерира оваа насловна страница. Текстот е 7, цртежот е 8 според мене и хорор елементите се 7, значи една седмица која ја оценувам оваа епизода, а седмата епизода, односно 187 на Весели четврток, име му е био Рад, издадена на 9.6.2022 година, пишувано од Джовани Екер, него го знаеме по епизодата Трипофобија, и цртежот е на Луиджи Синискалки, односно него сум го читал како цртач на Живи и мртви, Дани Море и на Утвари, бројот на оригиналот е 396 во Италија, ил Suo nome era Gera е називот во Бонели. Ова епизода за PTSD од војните и елементите на фантастичното кое што се крие во суровата реалност, алудирајќи на синонимите на епизодата на Кожи, например. Ленс во оваа епизода е лик кој се вооружува дома, ја праќа неговата жена во подрумот, го решети комшијата, доаѓа неговиот соборец од одредот во кој што војувале заедно, а тоа е всушност нареднико Карпентер, влегува во неговиот дом и го застрела додека е жена му на нишан. Ленс заедно служеле војска и Дилан Док е ангажиран од ранија, помошничката на Карпентер, која ќе плати за вечера. Тоа е незиниот начин на компензација за неговата помош, која што се разбира дека Дилан ќе ја прифати, од
учествувале заедно Карпентер, Ленс и останатите во нивен одред и началник дури испукал од нив и се појави војник со сачмарка на улица и пука во кој што ќе стигне, така што и останатите членови од одредот стануваат насилни и убиваат други луѓе. Поглед народот нели се разбира дека сака да оказни и да се пресмета со него кога е совладан. Имаме борба со кордон полицајци во епизодата и во болница и Карпентер дури вперува пиштол во Дилан Дог, со оглед на тоа што има анимозитет уште од прво негово појавување, а пукачот мисли дека е воен заробеник и повторно зема пиштол, убива полицаец за ранije да го реши. Дилан Дог забележа сомнителна тетоважа како символ на раката на убиецот, тетоважа која што исто така и Карпентер ја поседува, меѓутоа е инфицирана и се наоѓа под преврска, постои кај него една растечка нервоза и агресија. Тетоважата дознава од историчот Дилан дека е символ на богот на ловот, кој го тетовирале во Вавилон војниците за да добијат агресија. Додека на улица нов убиец со Сатор убива, кој исто така е дел од одредот, Карпентер дури оди во домот на Дилан Дог и сака да го убие. Гручо го фрла пиштолот и го удира во глава со кундакот. И при тоа врзане Карпентер и говори за одредот што го има најдено символот за мир на рушевините во, ајде така ќе го наречеме превртен пис символа, рушевините во Ирак и го тетовирале. Го тетовира и ранија Дилан Дог символот за да дознае како е чувството да се биде агресивен. Има халуцинација Дилан Дог за Џон Гоуст како вбризгува серум во него дома и за последното е телото на Карпентерот, духот Нинурта, односно богот на војната, кој говори дека еволуцијата на човештвото доаѓа од хаосот и меѓусебното убивање. Се ослободи Карпентер, Дилан Дог ја зеде секирата и му ја пресече раката со тетоважата. Меѓутоа, ова е еден круцијален дел во севкупниот серијал, со тоа што Карпентер не сака да му биде сошиена раката, ама заради тоа што нели поседува злото, не сака повторно да го повлече во неговото тело, ама ќе го прогонуваат призорите за убивањето во Блискиот Исток и убивањето пред се на се живо и диво. За Синискалки, знам дека знае да биде непотребно карикатурален и да го нацрта Дилан Дог да изгледа грдо. Со работи во Марти Мистерија, Нейтан Невер еднократно е вратен во Дилан Дог. Ленс ме подсети на Ленс Хендриксен, актерот, до почетните кадри, а Луиджи користи силен контраст и на самите лица, знае да разнесе глави и црева и со сатор да отвори тела, така што дека знае да долови динамика на крвопролевање, знае, и е подобрен од тоа што го знам во серијалот и се гледа тоа во масовните сцени, така што е едно од најдобрите негови кои сум го читал. Една доста типична старошколска Дилан Договска епизода со социјална критика и надприродно военна. Повикани имаме богови, иако го нема метеорот, пред се губењето на разумот се препишува на бог кој се порамнува со метеорот кој надоаѓа, што мене ми е преголемо растегнување на концептот на метеора. Ако е така сето зло да му го препишеме од постоењето на човештвото, паметно искористена омраза која ја има Карпентер за Дилан Дог, што самиот негов почеток во серијалот, да се дополнително разјари тука како одраз на неверување во надприродното, иако војниците го предизвикале. Во погледот на слоната, Дилан Дог е обиколен од виолетово поле на мртви тела, така што не е доста индикативна на слоната што ќе следува, ниту е врзана за действието, без разлика што има метеор на мобилен телефон, секаде има метеор во сите епизоди. Меѓутоа тоа не е доволно според мене. Текстот е 7, цртежот е 7 и хорор елементите се 8, значи една силна 7+ е оваа епизода. А тука ќе направиме една кратка музичка пауза и ќе слушнеме еден бласфемичен микс на агресивен звук. Најпрво ги слушаме Dawn of Ashes со композиција од Anatomy of Suffering, нивното ново студиско издание, значи еден Industrial EBM бенд слушаме во продолжение, потоа Hanging Garden ќе слушнеме со композицијата Eternal Trees of Turquoise од Isle of Bliss, еден мелодичен death metal, ајде да наречеме, со секакви пост примеси. После нив ќе ги слушаме
повратниците во емисијата Гаереа, односно португалските black metalци со нивниот нов студиски албум Los, односно ќе слушнеме композицијата која што го отвора Luminary, така што предизвика бурни реакции кај black metal љубителите овој постблекерски експериментален албум. И Wolf's Bastard ќе слушнеме на крај, се извинувам, со Satanic Scum Pangs и насловната композиција од овој албум како една спрега помеѓу black metal и краст во најдобар можен начин, така што слушаме најагресивниот сегмент на музички план од Dance Macabre за денес и потоа ќе се вратам за последните 3 епизоди да ви позборувам на Dylan Dog кој ги одлучив за оваа епизода. За самиот крај на емисијата издвоив 3 епизоди од циклусот Метеора, односно тоа се и 3 епизоди кои што ќе го комплетираат севкупниот најдолго траечки циклус во редовните изданија, односно 8-та епизода за денес е 188 на Весели четврток, именувано Болест М, објавена 7.7.2022 година, Пауло Барбато, името кое што најчесто го слушнавте во рамките на емисијата, е авторката на петата епизода за денес за која што ви говорам, а цртежот е на Корадо Рој, односно според мене најзначајниот цртач во серијалот Dylan Dog, односно тој е авторот на култните Мефисто, Алфа и Омега, Мотел Бейтс, Джекил. 397 е во Италија ова епизода, односно Морбо М е називот во Бонели. Кралот на мракот се враќа во серијалот, се посочува дека ова е предпоследниот збор на Барбато пред Рекиони да го финишира серијалот на Метеора. И насреде пеколното лето, како што веќе знаеме во текот на емисијата дека летата се убиствени во Лондон по надоаѓањето на метеорите, се појавуваат луѓе со најразлични зарази. Дали чирови, атрофии, шират најразлични инфекции, додека блок во болница се наоѓа каде ја носи Dylan Dog девојката која се јаде самата однатре, ама има зомбификација на еден во болницата кој се елиминира и прокламира како дете на метеорот, и Dylan Dog се плаши дека ќе го инфицира по експлозијата. На девојката не ја останува многу за живење, ваква употреба на женски лик ми е сосема адекватна и медија сресна. Врската е нема заљубување на прв поглед, ама и тоа ќе го има со една друга девојка која ќе ја сретне на улица. Нема бегство од тоа, така што Dylan Dog дури и од пуа може да му подзавидат, Казанова пар екселанс. Имаме симптоми на децата на метеорот кои се појавуваат нагло, инфицирали и експлодирале. Тоа е процесот на настанувањето на заразата. За време на кризата цените на тезгите за храна се неразумни и затоа девојката краде од една од нив. Таа го однесе Дилан во куќа каде има жена која ја запрела болеста, ама ќе остане деформирана, но ќе може да гледа своји деца како играат надвор. На неа и вбризгале некаков серум кој ја запрел болеста наводно. Значи има некаков соевиден лек, ајде така да го условиме, затоа и сака Dylan Dog да оди во истражувачкиот центар Стоктон, каде најде магазин на заробени оздравени условно ставете го тоа во наводници, кои му кажуваат дека болеста спречила да се шири хемиски состојки во мозокот на надешта. Односно, ако се компензира, ќе се сузбие, иако не постои лек за неа. Значи, го однесоа, односно ја однесоа девојката Били, која нели има автофагија во институтот, и Dylan Dog остана со заболените, кои докторката им кажува дека ги планира за да го обноват човештвото под океанот, еден волуменозен скептик гневи, и Дилан го исполкува. Докторката го квалификува Dylan Dog како херој на надешта и докторката го убедува Dylan Dog дека терапија е ако некој шарлатан како него, например, да каже во јавноста дека постои надешта,
луѓе кои што загубиле верба во докторите и власта се разболувале и скептиците полудувале, вака со лага ќе се смирил народот, ама Дилан Дог се потпира на моралната исправност и нема намера да лаже за општото добро, ќе кажува само вистината, колку и да е непогодна, затоа што луѓето имаат право да се соочат со смртта како што сакаат, а не да ги лаже дека има спас и ќе ги сотре метеорот. Затоа луѓето без надеж се активираат како апатични кон смртта и затоа во епилогот на епизодата Дилан Дог дава изјава дека власта ќе не спаси во подводна скривница и нема да не уништи метеорот. Витезот на подвезиците не лаже дека Гост во една негова изјава која што ја дава дека да, никогаш нема тој да каже лага јавност, така што на крај не може сите да сме задоволни и среќни, така што најчесто Дилан Дог бира со која ќе ја помине ноќта и за општо добро ќе ги нагази моралите. Сепак, некои суперхерои мораат и тоа да го земат предвид, затоа што ако некој треба да страда, тоа ќе биде Дилан за доброто на човештвото и пред се неговите идеали. Кралот на атмосферата и кралицата на измачувањето на Дилан Дог, кога ќе се каже дека Рој ја црта епизодата, тој има толку идиосинкретски стил што без да ја погледнете знаете како тушот ќе биде закана во секој ќошот квадратите, како деформациите ќе збеснуваат и со каква густина ќе се исполнат кадрите, за да ја добие атмосферата и залута Дилан Дог во родениот крај кој ќе биде проблематичен за него, односно волуминозно ги димензионира заразените тука Рој, ама мислам дека потврли во тоа што сето што атмосфера што може да ја изгради пред се со неговиот стил, затоа што очекувањата беа преголеми и ја нема мрачната атмосфера, туку гледаме празни ходници, накази кои апатично чмаат, делумно е виновен за естетизацијата, ама делумно и Барбато што не му дава доволно закани за Дилан Дог, па хоророт буквално е маргинализиран во епизодата, иако не требаше тоа да биде така. Брзо се чита додека не се заглави во објаснувањата на инфицирањето, што исто така е уште една брилијантна идеја на Барбато за која леке лажната надеж. Одличен е сударот со моралниот ков на Дилан Дог и барањето од него да ги нагази принципите за да спаси човештвото одејќи против себе си, ама тоа е тежината која хероите ја преземаат на својот грб, така што Дилан Дог често е несреќен затоа што не може да има се што ќе посака. Во овој случај тоа е најдобро доловено на тој начин. Епизодата е работена некаде во преминот 2019-2020, што значи во антиципација на COVID пандемијата, а и тоа како е поврзано со циклусот метеора, затоа што директно ги посочува незините деца, односно заболените од падот на метеорот и болеста која се шири од безнадежноста. Проблемот е што нема многу делотворна акција во минимизираната закана во епизодата, штом се обелодени причинителот. Потврли ја според мене и двајцата, очекував деветки од нив, ама тие се задоволија со минимумот што важи за нив. Погледа на слоната имаме задимена мувла и скафандери кои се поим за една одлична чернобиловска насловна страница со човекот со гас маска и пламенофрлач. Мислам дека не ја добивме таа епизода која ја ветува насловната, така што текстот е 8, цртежот е 8, хорор елементи има 6, која ќе сумираме има една силна седмица оваа епизода, за жал, иако можеше да биде многу повеќе од тоа и да се издвои како едно враќање на великаните, што не е тако случајот. Девета епизода за денес, односно 189-та кај Весели четвртак е Ко умре, видече се опет, објавена 4.8.2022. Паола Барбато е сценаристката, како и на многу други епизоди во Метеора циклусот. Цртежот е на Паоло Армитано, односно од него имам читано цртежите, односно ги имам погледнато цртежите на Само за одрасле и Трипофобија. 398 е во Италија, Чи муоре си ривеете. Се извинувам за кршењето на италијанскиот, таа е називот кој што има во Бонели.
Во прологот имаме посетување за Nightmare Tour епизодата, во која што Рују ги избираше негативците на едно место, па така и Паола ги избира во незината епизода незините негативци и подсетувана од маздата на Нора во Никогаш повеќе инспектор Блок, односно последен збор ова е на Барбато пред да настане свадбата на Дилан Дог на крајот на светот. Во поглед на вовеот имаме две девојки кои јават под виножито, еднорози има околу нив и се стрелани од страна на екипа, така и девојката на Дилан Дог сака да одбере филм во кој што би посакала да бидат убиени заедно на крајот на светот, со оглед на тоа што има агенција која што го овозможува тоа, да ви биде реализиран филмот во кој што би сакале да умрете. Ама Дилан Дог сака да умре ако веќе умира, нели, како диносаурусите, сам сака да си избере начинот на кој што ќе се збогува од животот. Не сака агенцијата Весела смрт, како што ја рекламираат, да го направи, да го избере крајот на неговиот филм. За него е тоа интимно соочување со смртта, меѓутоа девојката се лути и си оди, не си ти романтичен за мене, и мислиш само на себе си, не за другите. Тоа е незиното убедување. Со среќа нека е. Имаме службеник во оваа епизода кој што ги труе сите во канцеларијата со газ, носи апокалипса сега и овде, како што ќе напомене, совладане и трга Дилан Дог да оди по шеговитата реклама за веселата смрт од како ќе ја забележи кај нив, додека жена не почне да турка љубовници од кров заедно со незиниот маж, односно љубовнички кои што тој ги има. Така што Дилан Дог спаси една од нив која му кажува дека ангажиран е од страна на сопругата која што купила додатен пакет кој што ја овозможил не само да биде реализирана смртта на сопругот, туку и последна желба да си има. Така што уплашена беше оваа девојка од надгледувачите кои што ја реализираат пред се смртта која што е купена. Дилан Дог оди во по April, така се нарекува девојката со која што несудено му е да умре заедно во Весела смрт. Таму ја најде Шерил од минатото, која завршила во затвор и сега работи во фирмата. April ангажирана е да помогне туѓа смрт во еден Ice White Shot манир, каде што аристократката нарачала да биде пресечена на пола на среде бал, како еден Pit and the Pendulum елемент кој што наоѓа Гручо обесен дома Дилан Дог и човек под ќуловка му најавува дека Дилан Дог е виновен за тоа. Во самиот крај се појавува и детективот Горман и му посочуваат дека Дилан Дог да се држи до сценариото. Неколку пати се начна дека се наоѓа во филм Дилан, кој што оди во местото каде го чека Блок под капулјача на прокламиран како убиец од Лорен, иако тоа не е Блок, односно доаѓа и Нора со катана, која објаснува дека April си има своја лична одмазда на татко и доаѓа и Мелоди и Вили, се збираат сите негативци кои што ги знаете или не ги знаете од самиот серијал и се комплетно ирелевантни, искрен да бидам. Се напоменуваат единствено инволвирање на Ghost, кој помага во реализирањето на сеопштото сценарио, само под заштита да биде Дилан Дог. На собрани те халуцинираат, односно за и околу него, ја пукаат Нора со харпун, Дилан Дог бега, а Гост му ветува на Горман дека ќе му се одмазди друг пат на Дилан Дог. Кога е опрашање цртежот, Соло е тука Армитано, иако претходно црташе заедно со Давиде Фурло, го знам како многу веш манипулатор со сенки и контрасти, воопшто не разочарува во масовните убиства и темнината во која што ги побива ликовите и динамиката во кадар која ја образува со косината на нивната поставеност, го оживнува цртежот со масовно убиство во канцеларијата, туркање на љубовниците од кровот сечилото, која аристократката ја сече на пола на бал, расцепкани имаме луѓе марионети, обезглавување со катана и убивање со обезглавењето тело си има една бизарна игра, па уште имаме бесење на Гручо, па дождови има надвор, едноставно на секоја страница имате награда за очите, еден од најдобрите цртежи во Метеора е ова. Супер идејата за збирање на сите негативци, ми требаше мене време да се присетам на голем дел од нив во милјето на перото на Барбато, затоа што
Искрено бидам, тие се за една употреба, ги гледаш и ги забораваш затоа што не се сеќавам на пример јас за нив. Дел од нив ми се небитни и секако дека ги има многу низ годините, не пишува Барбато од вчера, но нивните лични одмазди кон Дилан Дог не може да преовладаат затоа што не му е дојдено времето за умирање и конечно Барбато да добие одличен цртач со кој што ќе може да работи. Меѓутоа да имаше доволно, нели да има доволно, како што веќе има хорор меѓу страниците, за да се закрваат прстите од тушот, што тоа и се случува. Најдобра е во тој поглед од Метеора, има убав крај на серијалот за епизоди на Барбато, со овој Хостелов манира, да кажеме, набирање на филмот на смртта и мислам дека беше убав пречек на Метеорот, иако е дефинитивно неврзана за него, туку за изборот на луѓето кои сакаат да умрат насмеани. Погледам на основната Каванаго, прекрасен како и секогаш, не можам да најдам зборови колку ми е поважен цртач на насловниот Стано. Да, бласфемично ова ќе звучи, знам, ама тој е такво засилување на редовите што го донесе Дилан Дог во 21. век. Најдобро се гледа и тука во расцепканата жена на пола и Дилан како надзирнува зад неа, а околу нив има некакви силуети на бал под маски. Едноставно врвна насловна страница Кавенаго се надмина себе си во Метеора. Текстот е 8, цртежот е 9, хорор елементите е на силна 9, е оваа епизода дефинитивно таа која што топла препорака е од моја страна сите да ја прочитате. Последната епизода за денес е управо венчани, 190-та во Весели четвртак, објавена на 1 септември 2022 година. Текстот е на Роберто Рекиони, го знаете како авторот на Матерморби, Гавранова пресуда, Дубоки свемир. Цртежот го работат дури 6 цртачи на Дилан Дог. Корадорој, Марко Николи, Лука Казалангвида, Никола Мари, Серджо Джерази и Анджело Стано. Значи 6 цртачи застана и секој еден под друг, не заедно, туку еден под друг, нивните стилови ги прокламираат во ова издание, 399 во Италија, Оги Споси гласи во Бонели. Се напоменува комичната насловна сцена за цимерите Дилан Дог и Гручо кои немаат среќи со жените, па ништо чудно што ќе завршат и заедно во брак. Една броманса со децении која се развлекува, иако се напоменуваат Бри Даниел и Лили Коноли како девојки кои му го скршиле срцето на Дилан и можеби биле најблиску до тој чин. Дилан Дог е прогонет од ноќни мори во почетокот на оваа епизода, а покрај него смртта трпеливо ги чека своите 5 минути. Опасно атмосферичен е Рој тука, таков како што најмногу сакаме да го гледаме. Меѓутоа, со секоја титул карта се одвоени часовите пред надоаѓањето на апокалипсата, едно премотување, и после таа титул карта имаме нов цртач кој што наметнува нов стил, така што знае, верувајте, главата да ве боли, барем мене очите ме болеа од тоа што скокам од една на друга стилска итерација. Дилан Дог се подготвува за свадба. Покрај Блок и Ghost, свет во кој ранија ќе легне со низиниот предпоставен Карпентер. Тие што веќе ви ги напомена во текот на емисијата, тоа се началниците од полиција, кои се надредени еден на друг, наводно ќе завршат заедно во кревет. Едно од радикалните решенија за оваа епизода. Ќе дискутираме понатаму колку е тоа оправдано и наменски. Ghost знаеме дека е манипулатор со ликови и говори за физиката на фантастичното ја нарекува, која одредува зошто, например, Дилан Дог е неповреден во епизодите и не е несреќен со жените и се повторува циклусот на действие кое во секоја епизода не може тој да оди напред, во една вечна сегашност е заглавен, во еден магичен луп и сега сака да го скрши тој ков на нарушување на балансот во мултиверзумите, со тоа што ќе го провоцира да направи нешто што е надвор од неговата природа, односно да се жени. Ghost говори дека тој го пензионирал Блок, тој е виновен за неговото пензионирање, како мастермајнд се наметнува во оваа епизода и го наградил тој Карпентер, кој откако ќе се задоволи сексуално, ќе оди на улица заедно со Ранија да убиваат наци вампири. Доаѓаат и Дилан Дог и Гручо и Блок, во убивањето имаме масовно крвопролевање на вампирите, не баре читаме Marvel и DC стрип,
За подоцна имаме суперхеројска пресметка каде што се појави алхемичар со пипала како нов крал за совладување, како не баре читаме видеоигра. За него доаѓа Батлер со Шмајзер да го совлада и во епилогот Дилан Дог ја спасува случајно на улица девојка која се нарекува Алис и ја побара за жена на лице место. Гост му дава на Дилан Дог чипс во кој се наоѓа прстен. Гручо признава дека помагал на Гост, а Дилан Дог го назначи за кум на неговата свадба. Ќе има пренос на BBC, стриминг од свадбата. Има една ситуација во која што ранија го се шегува со Карпентер дека станало Робокоп со механичката рака која што има додаток на неговото тело. Имаме подароци од Сафара за свадбата, нели таинствената продавница во меѓупросторот, на која Алис одлучува да не се мажи за Дилан Дог. Спойлер, туку сака нејзиниот бивш партнер, а не брак од интерес, и го остава Дилан Дог на олтар. Не ја интересира спасот на светот, не. Нејзиниот говор за љубовта која треба да е истрајна и да сведочи за падовите и подемите на саканиот и го мотивира Дилан Дог на кров заедно со избраниците Карпентер, ранија, Кручо и Блок и Гоуст дури и неговата помошничка да го побара за жена Гручо. Гоуст ги венчава, доаѓа одмазливиот Горман од претходната епизода, го убива Горман Гручо. Карпентер доцни заради тоа што пука со лева рака бидејќи ја нема тесната, а Гоуст се така испланирал наводно и чека Дилан Дог да стане ладнокрвниот убиец кој што од реваншизам ќе го убие. Меѓутоа тука има криза на идентитет. Дилан си има своји идеали, нема да убивам некого немотивирано, си има закон тука кој што ќе следи за убиецот. Меѓутоа се предомислува и одмаздува и го убива. Што и ќе се случи, една од тие естимации кои што ги има Гоуст, една во милион, и Гоуст умира, негативецот кој го има мастер планот, и доаѓа крајот на светот, односно паѓа метеорот. Корадорој има магловитост, атмосферично ја гради околу кошмарите која започнува епизодата на цртежот. Потоа со појавувањето на самата смрт, како што веќе напоменувам, Никола Марисон, вампирскиот Дилан Дог може да се препознае тука, Анджело стално со неговата препознатлива моќна линија го имаме тука, односно калеидоскоп на стилови кои се менуваат на секои десетина страници, што е богатството на изданието, а добитник е само читателот од овој збир на различни стилови на цртачи кои што ги гледаме во едно дело, грандиозно, наводно финале, со адреналинска пресметка од нигде никаде, со наци вампири која состава херои на едно место и свадба која ќе се одвива во планот на Гоуст. Насловната се реализира, скокањето стил на цртачите е забавно решение, собрани се сите ликови на едно место, не баре се Бонелиеви Avengers, што е прилично смешно, се прави потребната жртва, се убиваат главните ликови, што не знам како ќе се рефлектира понатаму на серијалот или ќе се заборави и занемари. За сексуалното сплотување на Ранија и Карпентер, тоа е таква глупост што требало Рекиони да се консултира со Гоуст кога ја пишувал епизодата, затоа што очигледно дека Гоуст е сезнаен и конечно ќе го видиме неговиот план на дело, кој се наговестуваше десетици епизоди таназад дека го имал, кој во најмала рака е антиклимактичен. Во најмала рака зборувам заради тоа што разочарува, бидејќи сите конци ги држи во својата рака, а конците како ги повлекува се прилично генерични. Погледна на слоната се разбира дека е провокативна за свадбата на Дилан Дог и Гручо, кој ги венча Гоуст, а посетители се и Карпентер, и Ранија, и Блок, Мадам Трелковски ја имаме, чуварот на Сафара го имаме, ликови кои се појавувале, антагонисти имаме во епизодите и сите монструми на Universal ги имаме тука, осликувајќи го големиот план на Гоуст. Ќе видиме дали ќе го спаси со тоа Дилан Дог светот, да го скрши мултиверзумот со самата негова венчавка, или тоа ќе биде крајот на човештвото како што го знаеме. Текстот е 7, цртежот е 8, хорор елементите се 7,
една, ајде да ја условиме како силна седмица, која толку многу се очекуваше, меѓутоа мислам дека е едно големо разочарување на овој серијал. Така што епизодата која е топла препорака од моја страна да ја прочитате е 189-та епизода Весели четвртак, односно Ко умире, видече се опет, таа има 9 според мене оценка, најголемата оценка која што ја давам на некоја од нив, потоа ги групирам во една група како осмици кои меѓу себе се разликуваат во дадени сегменти, некоја од нив има подобар цртаж, од подобар текст и обратно, така што топла препорака од мене да се прочита и 181-та епизода Сумрак богова, потоа 183-та Заметак, 185-та Вечна годишна доба и Смак смета, 184-та. Останатите епизоди од Метеора се која од која медиокритетни и не сметам дека треба некоја си големо внимание да се даде на нив, така што овие 5 дефинитивно се поквалитетните 5 кои би ви ги препорачал да ги прочитате од сите епизоди кои ги анализирав денес. Имаме една голема замерка за Весели четвртак, а тоа се однесува на нивниот 191 број, односно јубилејниот 400 број од редовниот серијал во Италија на Бонели, кој супер што го испечатија во 4 насловни, само што нема продажба повеќе и е многу лоша ситуација и апелирам да се пушти во оптек уште една тура, затоа што има побарувачка, меѓутоа нема понуда, и мислам дека голема грешка се прави со вакви силени потрошени броеви. Тоа е многу нефер од нивна страна, затоа што создава препродавачи кои го продаваат стрипот на црно за 4 пати поголема цена, па им посакувам и на нив и на тие што ги имаат сите 4 корици по својата колекција да ги сотре Метеорот, затоа што нивната алчност и себичлук е најнедиландоговскиот чин кој може да го направат во нивните животи. Тие се талогот на човечката читачка публика и сметам дека треба да се отстранат од секаков дискурс, затоа што кога има побарувачка, нема доволно производство, ќе се создадат вакви аберации на човештвото кои ќе сакаат да капитализираат на туѓа сметка. Затоа ги поттикнува Весели четврток да не бидат дел од проблемот, туку да пуштат уште една тура на колор епизодата и што повеќе го пролонгираат тоа, толку поголем проблем создаваат помеѓу читателите. Да сумираме, од овие 10 епизоди во очи на доаѓањето на Метеорот, читавме епизоди во кои максимално беа исцрпени писателските способности на Барбато, пред да ја преземе палката Рекиони и ја заврши сагата. Во неколку од епизодите и падна интригантни идеи на Барбато за однесувањето на луѓето под закана, меѓутоа патеше стрипот на рамниште на недоволен влог од цртачите, што се должи и на роковите кои ги добиваат, а и на нивната посветеност за себе докажување, особено од ветераните имаше потфрлување во овие нивни наврати. Барбато ќе ја обвинам дека презеде преголем залак, што идејно ја истроши, имаше и неврзани епизоди со метеорите, ама некако се истурка климавата работа до самиот крај. А на крајот на оваа епизода ќе ги слушаме Бонгра, односно експерименталниот doom metal blend, кој што го издаде нивниот нов албум Esoteric, од кој ќе слушнеме доколку имаме време Pleasures of the Flesh и Duality of One за крајот на епизодата, доколку немаме ќе слушнеме само една од нив. Јас сум Златко Ѓерески и го затварам 642-иот гримоар на Дансе Макабре и го враќам на полицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. До едното издание на Дансе Макабре, читајте Дилан Дог и 100 вампири.